На барање на Радио Слободна Европа, државата ги отклучи портите од запуштеното македонско село кое важеше за туристичка атракција во главниот град. Освен обезбедувањето, на влезот од комплексот не пречека слика од расипани клима уреди кои стојат тука со години, извадени канделабри, ѓубре по сокаците и обрасната трева. Иако престана да работи во октомври 2018 година, македонско село го обезбедува приватна агенција. Иако чуварите бараат подобри услови за работа, државата за нив доделила мало сопче во кое престојуваат во 2 смени по 12 часа. Во рамки на комплексот има ресторани 12 автентични куки, Беровска, Делчевска, Кумановска, Струшка. Тие се пломбирани и не може да се види во каква состојба е внатрешноста од објектите. Од надворешна страна пак, камерата на РСЕ е забележани за оштетување на куките. За 5 години, државата е зијан од неработењето на македонско село за 368.000 евра. Од нив, државата акумулирала загуба од 150.000 евра за обезбедување на комплексот и негово осигурување. Другиот дел од речиси 219.000 евра отпаѓа на изгубената закупнина. Претходната влада имаше неуспешен обид да го трансформира во стартап село. Новата пак, предводена од ВМРО ДПМНЕ, во чија претходна власти се изгради комплексот, најавува негово воскреснување. Целта ни е до крај на оваа година да го објавиме огласот, да може да се пријават економски оператори кои што се заинтересирани, а верувајте дека многу има заинтересирани, така да се надевам дека голема ќе биде лепезата на понуди за овој објект и здравје Боже, планираме некаде од мај да отпочнеме со негово функционирање. Зашто викам од мај? Затоа што сакаме да дадеме еден грес период од декември до мај да може да се среди, да се реставрира, да се заштити она што е оштетено, што е руинирано и да почне непречено да функционира. Во зависност од заинтересираноста на економските оператори, службата за општи и заеднички работи доправа ќе утврдува цената, колку би чинело неговото издавање и дали тоа ќе биде преку форма на јавно-приватно партнерство. Дали штетите и реновирањето на македонско село ќе ги покрива државата или економскиот оператор, во овој момент директорот Томовски нема конкретен одговор. Како ни на прашањето дали владата има план под кои услови ќе го издава комплексот. Во рамките на владата, односно во рамките на службата, формирана е работна група која што работи на оваа проблематика, односно на проектот Македонско село. Се утврдуваат можностите, ги разгледуваме, го разгледуваме минатиот повик кој што го имавме објавено, ќе доставиме до сите оние кои што се заинтересирани предлог, идеја како ние планираме, ќе очекуваме фидбек од нивна страна што тие очекуваат од наша страна, па би нашли некој заеднички јазик и некоја средина како и они да бидат задоволни, а и овој објект да не се распаѓа и ние да го ставиме во функција. Првите и последни концесионери на македонско село беа компаниите Tinex и Twins, кои се повлекоа од стопанисување поради економска неисплатливост. Тоа е истата причина поради која македонско село не доживеа трансформација од туристичка атракција во стартап село, идеја која претходната влада ја заговараше уште од 2020 година. Македонско село се протега на површина од 15.000 квадратни метри, а тогашната влада предводена од Никола Груевски инвестираше 6,5 милиони евра за негова изградба и уредување во традиционален дух на македонската архитектура од 19 и 20 век. По неговото затворање, автобусот број 28 се уште сообраќа и негова последна дестинација е пред портите на комплексот. Но поради неработењето на македонско село, тука патници воопшто и не се симнуваат.